Етикетите за шовинизам се лажна пропаганда на Сорос. ВМРО-ДПМН реализира проекти за сите граѓани, вели председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во вториот дел од интервјуто за Република. Македонија според официјалното рангирање на Светска банка е 5-та во Европа и 10-та во светот според условите за правење бизнис. Бизнис Инсайдер не прогласи за земја со најниска ефективна даночна стапка на светот од 7,4%, а консултатската куќа на IBM не прогласи за земја со најмногу странски инвестиции по жител во Европа во последните 2 години, вели Груевски. Токму тие против кои се бори тој, а тоа сме ние од ВМРО. И покрај сите кризи и пречки, невработеноста ја сведува на околу 23%, стапката на сиромаштија на околу 21%, а на рангирањето на корупција имаме скок од 105 на 66 место, дека пензиите пораснаа за повеќе од 70%, а најниските за повеќе од 90%. Социјалната помош исто така повеќе од 70%, дека веројатно имаме најмногу медиуми меѓу тие земји, гледано по број на жители во Европа. Во однос на неговата средба со Џорџ Сорос во Прага пред неколку години, Груевски вели дека таа средба била во рамки на конференцијата за декадата на ромите, а главна тема биле активностите на владата за помош на ромите. Сосема на крајот тој праша за процесот за наоѓање решение за името. Укажа дека е добро побрзо да се реши ова прашање и укажа дека Папандреу ќе биде уште кратко премиер и дека потоа ќе е потошко за решавање, нешто што го знаевме, но за жал, за клучните аспекти од проблемот и Папандреу ги држеше истите и добро познати црвени линии на Грција, кои во Македонија се неприфатливи. Каже и неколку други детали од овој процес, од кој видов дека е добро запознаен. Околу обвинувањата за национализам, лидерот на ВМРО-ДПМН вели дека таквата слика за него и неговата партија е искривена и невистинита, а етикетите за шовинизам се лажна пропаганда на Сорос. Значи Сорос и другите сосема неправедно делат етикети за шовинизам на влада и партија што е мултиетничка, земја во која има соживот и толеранција. Тоа ВМРО-ДПМН е, ниту било, ниту сега е. Тоа не сум јас. Никој не може да знае подобро за мене од мене самиот. Отфрлувајќи ги обвинувањата за национализам, Груевски аргументира дека токму партијата што Сорос индиректно или директно ја поддржува СДСМ, во 90-тите години ги тепаше албанците во Гостивар поради поставување нивно знаме пред општината, а ВМРО-ДПМН ги ослободи тие политички затвореници и донесе закон за употреба на знамињата на етничките заедници, со кои се овозможи нивна легална употреба. Шефот на ВМРО-ДПМН подсетува дека неговата партија го поддржа првиот универзитет на албански јазик, Штуловиот универзитет, како и уште еден нов универзитет, кој ќе биде доминантно на албански јазик во Скопје, а ќе се учи и на македонски и на албански јазик, Универзитетот Мајка Тереза. Во време на ВМРО-ДПМН се донесоа законите за употребата на јазиците и за правична застапеност на етничките заедници во администрацијата, а не во време на СДСМ, вели Груевски во интервјуто. Што не бев јас националист кога доцна во ноќта во август 2015 година. Прв од сите политичари во земјата стигна во Шипковица, во Мала и во Голема Речица, кога требаше да им се помогне на луѓето, да се спасуваат преживеаните, да се трага по исчезнатите, да се помогне од сосе на настраданите куќи, да се донесе механизација од цела држава, да се вклучи војската, да се донесат огромни спасувачки тимови, кога по телефон ги разбуди сите директори и министри, барајќи веднаш да се вклучат во акцијата. Го правили тоа националист кој мрази некого или сака да му направи штета. Слично беше и лани со поплавите во Газибаба, колку што помагавме кај македонците, толку помагавме во албанските села и домакинства. Како што се борам за македонците кога се намака, така се борам и за албанците. Никогаш не сум ги двоел. Се друго е пропаганда. Лажна и валкана политичка пропаганда на неспособни луѓе. Запрашан дали е точно дека има различен аршин во однос на етничките заедници при инвестирањето од буџетот, Груевски негира. Вели секаде се инвестира и се внимава да е етнички урамнотежено. Подсетува дека постојано предлага или поддржува проекти во места населени со албанци, поддршка преку субвенции, видно зголемување на пензиите и на социјалната помош, донесување фабрики што отвараат нови работни места и перспектива за сите, вклучувајќи ги албанците, заклучува лидерот на ВМРО-ДПМН.